Предупредување: видеото има содржина која некогаш може да му пречи. Препорачана дискреција на гледачот. Добар ден, добродојавте во нашата нова епизода. Денес имаме многу интересна тема, барана тема и исто така многу популарна тема. Се работи за мистериозните исчезнувања во Бермудскиот триаголник. Да, се надевам дека повеќе од вас имате слушналци, сигурно сум дека имате слушналци за Бермудскиот триаголник. Тоа е како да ви кажам, област во Пацификот. И над Пацификот е таа област, таму се случува многу мистериозни исчезнувања, дали биле пилоти, дали биле бродови, не знам таму катамерани, едно друго. Едно нешто знам дека оваа тема ќе биде многу интересна. Припремете си, можеме да летаме. Бермудскиот триаголник е област на Атлантскиот океан, приближно ограничена со Мајами, Порто Рико и Бермуда. Иако се дискутира за реалниот опсек, некои проценуваат дека опфатот е помеѓу 500.000 до милион квадратни мили. Терминот Бермудски триаголник всушност не стапи во употреба до 1964 година, кога беше измислен од Висен Гатос за насловна приказна за списанието Аргоси. Се користеше за да се опише област каде се чинеше дека има необичаена количина исчезнување на бродови и авиони. Според списанието Time, само во периодот 1946 до 1991 година имало над 100 исчезнувања на бродови и авиони во Бермудскиот триаголник. Значи, еве, мислам дека ве запознав со поемот Бермудски триаголник. Сега можеме да отидеме во вториот пасус. Наводно, првиот запишен извештај го направил никој друг, туку Кристофер Колумбо за време на неговото опознато патување за да открие Америка. Додека бил во Бермудскиот триаголник, Колумбо заедно со екипажот забележале различни новични појави. Ова не го знаем, значи, дури уште првите траги дека има некакви мистериозни исчезнувања во Бермудскиот триаголник се запишали дури од времето на Кристофер Колумбо. Значи, тој бил прв и во уштена работа е прв Кристофер Колумбо. Компасот на бродот се расипал и имало чудни светла над водата. Морето било помрамливо колку што било низ целото патување. Во еден момент. Тој може би дури видел како една огнена топка лета низ небото и се урнува на морето. На 4 март 1918 година USS Cyclops, една од најголемите бродови за гориво во Момницата во тоа време, исчезна некаде северно од Барбадос. Една од пострашните детали е фактот дека капитанот никош не испратил сигнал дека бил во неволја и никој во авионот не одговорил на ниту еден повик од стотиците бродови кои наводно биле во близина. Да, значи, ова е еден од многуте случаи каде што многу е моличево, значи пред исчезвање ништо не дава никаква порака преку радар, не испратиле порака дека се во неволја. На 28 декември 1948 година авионот Douglas Dakota DC-3 со 26 лица исчезна на 50 мили од својата дестинација во Флорида. Откако летот го испрати последниот радиоповик за да ја покаже својата позиција во близина, никош повеќе не се слушна ништо од тој авион. Ова е уште едно исчезнување во Бермудскиот триаголник. На 22 декември 1967 година исчезна еден крстосувач со кабини со 23 стапки наречен вештерство, кој беше изграден за да биде буквално непотонлив, заедно со своите двајца патници, од кои едниот беше многу искусен морнар по име Дан Бурак. Бродот имаше апарат за флотација што требаше да дозволи дел од бродот да остане на површина, дури ако бродот бил исполнет со вода. На околу една милја за Мајами Бич, Бурак ја повика крайбрежната стража, ако удри нешто во вода и помара влечени на брегот. Наводно Бурак бил мирен при повикот, ниту пак рекол дека неговиот брод тоне. Меѓутоа, кога крайбрежната стража пристигнала, Бурак, неговиот патник и бродот ги немало никаде и повеќе ги немало, не биле видени. Многумина се прашува како може да исчезнат двајца мажи кои се наоѓале на брод што не може да се потопи, оправен со спасување за брод, повеќе перници за седишта, а не па самиот брод. Да, овој случај ми е мене речен фаворит. Значи, тој човекот што бил него бродот бил многу искусен морнар, исто и така бродот бил многу добар, усовршен брод, кој што бил практично непотонлив и сепак кога влеме во Бермудскиот триаголник, само Бог знае што се случило со нив и од тој ден ништо не се знае за нив, не биле најдени. На 5 декември 1945 година 5 војни торпедо бомбардери ТБМ Авенџер заминуваат Форт Лодердейл, Флорида,
Приближно во 14:10 часот на рутинска мисија за обука. Подржувањата велат дека авионите биле проверени пред мисијата, а времето требало да биде поволно. Исто така значена издржливоста на ТБМ Avengers, кој што многу луѓе ја опишувале со прекорот железна птица. Значи да, авионот бил многу добар како сите други, средства за летање или за пловење во Бермудскиот триаголник биле многу добри, јаки, усовршени, имало исто така искусни пилоти и морнари, но сепак судбината им била таква. Што да се прави. Променливиот груп дизајн склоноста се држа во битка позната како Нет-19, 5 авиони ТБМ Avenger носеа 14 лица предводени од инструкторот поручник Чарлс Тейлор. Наскоро по завршувањето на нивната подпоручникот за мисија за обука Тейлор се изгуби во областа позната сега како Бермудски триаголник. Бидејќи ова беше ера пред GPS, Тейлор и неговиот пилот цврсто се подпирале на компасите и двајцата работеле неправилно. Етниот пренос испратен на терен до пилотите го примија контролната куќа. Околу 20 минути подоцна пилотот го испрати последниот пренос на Нетот 19. Неговиот глас наведно се бил вознемирен. Не можеме да разбереме ништо. Мислиме дека можеби сме околу 225 мили северно-источно од основата. Изгледа брегуваме во бела вода. Целосно сме изгубени. Неколку минути по последниот пренос, летачки брод ПБМ Маринер полета во мисија за спасување. Откако пропадна обида за широко пребарување, конечниот извештај на борницата за инцидентот наводно заклучува вака. Не сме во можност ниту да претпоставиме што се случило. Значи, ова беа едни од непознаните случаи исчезнување во Бермудскиот триаголник, мислам дека време да скокнеме во теориите. Мојата прва теорија е следната. Бермудскиот триаголник не е област на надприродни сили, туку природно опасно место за пловење. Повеќе урагани и други тропски бури во Атлантикот минуваат низ Бермудскиот триаголник. Бури и непредвидливи атмосферски услови може да предизвикаат феномени како што се водени вртози и кои изгледаат како водени торнада. Бермудскиот триаголник има и некои од најдлабоките подводни ровови во себе, така што осветлоците може да паднат далеку под површината на океанот. Исто така научните истражувања покажуваат дека нема докази што докажуваат дека исчезнувањата се случуваат почесто во Бермудскиот триаголник отколку во било кој друг дел. Да, значи ова е прва теорија, некој би рекол најверојатно, ова е најпоткрепена теорија од тие што не сакаат да веруваат во надприродното. И ова е така. Може да се рече дека најверојатна теорија, дека нема таму ништо надприродно, туку се што се случува таму е природно, значи има природ, тоа е урагани, тропски бури во Атлантикот и баш на тоа место се најмногу сконцентрирани, таму се највеќе активни и највеќе се моќни во Бермудскиот триаголник и тоа би допринело за исчезнувањето на авионите или на бродовите. Мојата втора теорија е дека Бермудскиот триаголник е место каде што има магнетски феномен. Докажано дека Бермудскиот триаголник е место каде што се спојуваат вистинскиот север и магнетскиот север. Некои истражувања покажуваат дека ова може да влијае за расипување на компасот. Да, значи тоа тие магнетскиот север и вистинскиот север се спојуваат на местото на Бермудскиот триаголник, тоа многу може да придонесе за анализи исчезнувањата и сега ќе видиме другите докази што ја поддржуваат оваа теорија. Некои истражувања покажуваат дека ова може да влијае за расипување на компасот, некои науки исто така го кажуваат на тоа дека молњата за време на бури може дополнително да влијае или да ги интензивира магнетните полиња, што може да представуваат ефект на компасот и електричните машини и радиопречки. Сушност ретиот феномен на светлечка топка исто така може да формира такви електрични бури и од тука чудните светла што ги гледале Колумбо и другите жртви. Да, оваа теорија многу ми се допаѓа, значи е доказлива теорија, бидејќи тоа затоа Колумбо и другите гледале чудни светла над морето и во морето и оваа теорија исто така може да држи многу вода. Теорија 3. Бермудскиот триаголник е всушност порта кон друг универзум или во научно смисла црна дупка. Некои велат дека ова би придонело за фактот дека времето на патувањето низ Бермудскиот триаголник е непредвидливо, при што некои летови стигнуваат до нивната дестинација побрзо од вообичаеното. Ова е многу интересна теорија. Во 70-тите години на минатиот век, пилотот Брус Гернон сведочеше дека избегнал од инцидент во Бермудскиот триаголник, што тој го опиша како електронска магла. Неговиот авион бил потопен во сива магла и компасите му се расипале. Тој летал на слепо 3 минути пред неговото радио да го извести дека лета над Мајами.
Кога погледа надолу кон часовникот поминале 40 минути, но ги помина расстојание споредливо со 90 минути лет. Аха, ева теорија ми е многу симпатична, исто имаше во The X-Files. Тоа е американска серија, верувам дека знаете, ваков инцидент, таа е серија за истражување за паранормално, за воземјани, за вакви слични случаи. Во таа серија имаше една епизода, верувам дека таа епизода е инспирирана од овој случај, еден човек леташе над море и помина тоа до тоа место имаше само 30 минути, а тој стигна за 10 минути. И тако некои временски, како се викаат, мучки се случиле и тој стигнал побрзо. Тоа исто тука го гледаме, може да биде многу значајно. Исто така во 70-те години на 20 век неконвенционалниот канадски научник Јохан Хачинсон во својата работа открие дека електромагнетните полиња може да се мешаат едни со други, кога ќе се случи таков феномен, може да се случат неверојатни работи, вклучително метали да светат, да се менува формата или да се распаднат. Некои теоретизира дека овој ефект соодветно именуван како Хачинсониот ефект може да создае таква црна дупка. И можеме да почнеме со четвртата теорија. Исчезнувањето во рамките на Бермудското триангуле се резултат на воземјани. Кинопирањето во воземјани сигурно би објаснило најголи апсолутни исчезнувања. Некои тврдат дека постои тајна база на американската морналица на Бахамите, поврзана со активност на водни воземјани, наречена подводна област 51. Во 2014 година најмалку 20 патници на карневалско кристалење во рамките на Бермудското триангуле ги рекле дека виделе НЛО како лети над нив и тоа во бел ден. Да, и оваа теорија знаете дека моја фаворит теорија заради мојата наклонетост над воземјаните, овие вакви мистериозни исчезнувања, јас секогаш сакам да ги сведам во земјански кинопирања. На интернет се шпекулира дека има подземна вода, подземна област 51. Ако не знаете, област 51 е таа толку зборувана област во пустината во Невада, каде што се шпекулира дека таму се вршат истражувања за воземјани, дури дека има таму сами воземјани кои што прават договори со американската база. Исто така се збори на интернет дека во област 51 во пустината во Невада дека ако се случи некој паѓање на НЛО, таму се собираат таму остатоците од скршените материјали од НЛО-то и таму се чуваат. А оваа теорија ни вели дека во Пацификот има подземна област 51 и таму тоа може да објасни за исчезнувањето, дека авионите и бројовите што исчезнале во Бермудскиот триангул се сместуваат во подводна област 51 и таму тоа може да објасни за исчезнувањето дека авионите и бројовите што исчезнале во Бермудскиот триангул се наоѓаат во подводната област 51. Но тоа сепак е шпекулација, не се знае дали постои таква област и тоа можеме да шпекулираме. Со оваа четврта теорија можеме да завршиме оваа епизода од Are You Scared? Се надевам дека ви беше многу интересно оваа епизода. Бермудскиот триангул е една тема што многу е, да речем, занимлива и многу се прави дилема околу неа на интернет и на другите социјални мрежи. Јас лично фаворизирам четвртата теорија, оваа четврта, дека таму има воземјани и тие ги киднапираат луѓето што ќе се најдат таму, дали било тоа по воздушен или по морски пат. Тоа ќе објасни дека нема никаква трага од нив, тотално исчезнуваат од таму. И тоа, можеме да завршиме оваа епизода од Are You Scared? Се гледаме во следната епизода. Пријатно!